Денеска се одбележува Меѓународниот ден за заштита на децата. Во Македонија во пораст е бројот на случаи на педофилија и семејно насилство врз децата, велат последните податоци објавени од детската амбасада Меѓаши. Според првата детска амбасада во светот, многу од жртвите и не ги пријавуваат случаите затоа што сторители се нивни блиски. Минатата година, според податоците на СОС телефонот за деца и млади, 62 деца биле жртви на насилство во семејството. Најголем број од децата биле жртви на физичко, психичко насилство и негрижа. Според Меѓаши, повеќе од 2000 деца во Македонија живеат без родителска грижа во субстандардни услови. Официјална база за податоци за децата на улица не постои. Статистиката вели дека повеќе од половина, односно 53 од 100, 215 милиони деца во светот работат во опасни услови. Инаку 1 јуни во 1949 година официјално е прогласен за Меѓународен ден за заштита на децата во светот и од тогаш се одбележува во светски рамки. Првиот ден од јуни во многу земји се прославува како Меѓународен ден за заштита на децата. Одлуката за прогласување на овој ден за посебен ден на децата е донесена од страна на УНИЦЕФ во 1925 година на Светската конференција за благосостојба на децата одржана во Женева, Швајцарија, и представува нов почеток во подобрување на можностите за најмладите. Правата на децата во Македонија се остваруваат согласно Конвенцијата за правата на детето на Обединетите нации и законска регулатива во Република Македонија. На 1 јуни, денот на детето, први почнале да го одбележуваат државите како Русија, Ерменија, Азербејџан, Белорусија, Естонија, Грузија, Казахстан, Киргистан, Латвија, Литванија, Молдавија, Украина, Узбекистан, други поранешни или сегашни комунистички држави, Албанија, Ангола, Бенин, Босна и Херцеговина, Бугарија, Камбоџа, Хрватска, Чешка, Словачка, Германија, Косово, Република Македонија, Монголија, Црнагора, Мозамбик, Полска, Романија, Србија, Танзанија и Јемен. Подоцна уште неколку држави се приклучуваат кон одбележувањето на овој ден токму на 1 јуни. Генералното собрание на Обединетите нации препорачува дека сите земји треба да воспостават универзален ден на детето. Од таму укажуваат најголемо внимание да се посветува во заштитата на децата, кои работат долги часови во опасни околности, како и да им се овозможи на сите деца да имаат пристап до образованието. Токму за заштитата на детските права денеска разговараме со Сашо Кочанковски од Амос Центарот за човекови права. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро и добро ве најдов. Амос Центарот во Битола функционира како Центар за човекови права, но овде секако се и правата на децата. Да, фокусот на нашата работа, значи Сдружение на граѓани, 2001 година формирано, е работата на правата и заштитата на детските права и особено образованието за детските права и образованието за демократско граѓанство. До сегашните активности, секако во соработка со Меѓаши, вие ги спомнавте, најчеста соработка и долгогодишна, за промовирање на детските права, меѓутоа и за укажување, за подобрување на состојбата со детските права. Дали кај нас се заштитени детските права? Еве од статистиката која што последно беше објавена е дека токму во Македонија во пораст е бројот на случаи на педофилија и семејно насилство врз децата. Во Македонија се заштитени детските права, затоа што Република Македонија ја има ратификувано Конвенцијата за заштита на децата на Обединетите нации 1993 година и заштитата всушност е процес, значи треба да се гради, да се надоградува, да се исполнува. Нашата држава прифатила, значи се обврзала да ги почитува и да ги надоградува тие, да ги исполнува тие обврски кои се во конвенцијата. Со разни закони, законот за детска заштита, законот за социјална заштита, за здравствена заштита, за образование и многу други. Меѓутоа, се случува да постојат прекршување на детските права и за тоа треба институциите да преземат активности од една страна, да ги гонат сторителите на оние прекршувања на детските права,
да преземат активности, дали тоа е Центар за социјална работа, полицијата, судството и така натаму, обвинителството. Меѓутоа, и уште еден друг аспект е, значи, она кој го спомнав, значи, образованието за детските права е исто така многу важен сегмент кога зборуваме за детските права, бидејќи со тоа се подигнува не само свеста, туку се стекнуваат и знаења за детските права. Треба една од функциите и да се стекнат и вештини како да се комуницира, како да се однесуваат, како да се заштитат, како да реагираат во ситуации кога некое од правата се прекршува или е прекршено. Исто така и треба да бидат активни учесници, значи не само децата, туку и сите оние кои што работеат и живеат со децата. Значи, в прв ред семејството, родителите, пошироката фамилија, семејство, меѓутоа и институциите каде децата се сместени, нели? Дали тоа ќе бидат игротеки, градинки, во поранешниот развоен период, потоа училиштата, нели, домови, центри за згрижување и така натаму, установи каде Меѓутоа, соработката со првата детска амбасада во светот Меѓаши и средбите и консултациите и активностите кои заеднички ги реализираме, укажува на тоа дека насилството е во пораст, мислам, дека е голем бројот на насилството во семејството, меѓутоа и еден друг аспект, работејќи како психолог во Одделението за ментално здравје на деца и млади, заприметуваме дека се позачестена е појавата на насилството, врсничкото насилство, односно булингот на училиште. Зошто е тоа така? Што е причината да се зголеми бројот? Тоа е еден исто така голем проблем кој остава многу, да речем, непријатности, траги, нели, ефекти негативни врз детето, меѓутоа е тука и семејството, секако и врз училиштата и така натаму. Причината е заради тоа што не е добро, значи не дека е тоа прифатена работа, дека добро, така треба да биде, туку да се борат, да се запознат дека тоа не е добро, дека тоа има штетни последици и следниот чекор е пријавување, реагирање. Значи не е останување затворено, па кога ќе станат големи проблеми, дали тоа ќе бидат на емотивен, на психолошки план, па попуштање со успехот во училиште, па избегнување да се оди на училиште и така натаму, да се реагира. Не, советувањето наше е да одма се реагира на, значи, првиот случај кога настанува таквото насилство, за да можат да се преземат разни активности. Во прв чекор, значи, тука
родителите треба да реагираат, значи децата, родителите, секако наставниците, значи стручните служби на училиштето, директорите и така натаму. И треба да имаат некои процедури како да се однесуваат за да се подобри таа ситуација, меѓутоа и да не се таа ситуација проширува таквата состојба. Инаку училиштата треба активности, нели, кои велам оставаат долготрајни последици, нели, во развојот на детето и благосостојбата на детето, нели. Тоа треба да биде приоритет кога зборуваме за насилството во училиштето. Кога зборуваме за насилството во семејството, значи тука треба исто така да повторно да реагираат. Значи, оние кои се жртви на насилството треба да реагираат. Значи, не кај нас, речиме, се уште и покрај тоа што свеста е подигната, значи се познати овие сите законски мерки, нели, процедури, да се охрабрат да ги пријават. Меѓутоа, треба и институциите да ги преземат активностите за заштита на оние кои се жртви од насилство. Нели, во семејството насилниците и жртвите живеат заедно. Дали тоа ќе бидат децата, дали тоа ќе биде таткото, мајката и така натаму, меѓутоа исмевање, нели, навредување, омаловажување, дискриминирање во сите тие аспекти. И тоа оставя многу длабоки, да речем, последици во развојот на детето. И заради тоа, значи, за таквото психичко насилство треба да се реагира. Нели, не само физичкото насилство, нели, или сексуалното насилство. Има доста случаи каде што децата се исто така малтретирани и преку современата IT технологија, нели? Преку социјалните мрежи, телефони, SMS пораки и така натаму, навредливи пораки и така натаму, кои треба исто така да се пријавуваат и да се реагираат. Затоа велам, најчесто пријавувањето треба да биде, значи, во установите каде што се случува тоа. Меѓутоа има и такви случаи кога таквите насилства, да речеме, се пријавуваат и во полицијата, нели? Или во обвинителството, па каде после тоа се преземаат разни активности. Во секој случај, значи, децата се најпогодени, нели? Жртви на насилство, да речем, дали тоа е физичко или психичко, меѓутоа и кога ќе одат, да речеме, во процесите овие кои ги спомнував, повторно децата се изложени на трпење заради срамот, заради непријатностите, заради тоа што треба да кажат, често го прикриваат, дека тоа е непријатно, незгодно и така натаму.
Колку ние родителите знаеме да дојдеме еве кај вас, да се донесе детето за совет или терапија, за се со цел да му се помогне да се реши проблемот, затоа што сите овие проблеми кои што ги кажавте, и психичко и физичко насилство може да доведат до повлекување на детето, да не сака да комуницира со надворешниот свет, па и со своите најблиски. Затоа секогаш ги охрабруваме родителите да имаат отворен однос, значи искрен однос со своите деца, за да можат да добијат информации од нив и да ги охрабруваат секогаш да, без разлика дали убави работи се случуваат или не убави работи се случуваат во заедницата каде престојуваат, значи да кажат. Меѓутоа, заради оние причини кои ги кажувам аз, дека децата неретко се осмелуваат да кажат дури и на своите родители за некои непријатности, да речам, насилства кои се случуваат, тоаш родителите треба да откријат, да речем, да видат какво е однесувањето на детето, дали се променило однесувањето од претходниот период, дали се повлекува, дали станува поќутливо или поагресивно, дали има проблеми со спиењето, дали има проблеми со комуникација со децата, или, нели, како спомнав, често се жали на некои тешкоти, дали тоа ќе бидат главоболки, болки во стомакот, или на таков начин сакат да избегнат да одат во таа средина која чувствуваат како насилна врз себе, значи да ги откриваат на таков начин. И после тоа да разговараат и да видат од кога настанува, се јавил тој проблем, од кога е таа тешкотија и така натаму. И секако да побараат помош од стручна служба, за да се надминат тие, значи, тешкотии кои се јавуваат. Ги споменавте еве социјалните мрежи кои што ни се многу застапени во денешно време. Колку како причина се јавува еве за зголемување на бројот не само на физичко, туку повеќе на психичко насилство, и тоа што честопати велиме живееме во такво време, се случува на брзина, родителите немаат многу време да им посветат на своите деца, од работа, други обврски, колку и тоа доведува до зголемување на ова психичко насилство, затоа што секој дете си сака внимание да му се посвети во текот на денот. Секако во право сте, значи и покрај динамичното време на живење сега и правдањето на родителите дека немаат доволно време, дека се зафатени, дека имаат многу обврски и така натаму. Меѓутоа, одговорност е на родителите, и тоа е на одговорното родителство, значи да имаат време за децата. Значи тоа време да не биде само време како време пола сат или не знам 1 сат или некој период во текот на денот, меѓутоа тоа да биде активно и квалитетно посветено со децата, каде што ќе бидат вклучени, да речеме, да им помогнат во нивниот развој, значи и да учествуваат самите деца, да бидат активни, меѓутоа и ако потребна некоја заштита да им пружат, затоа што родителите се најодговорни кога станува збор за децата. Значи, во тој смисол, родителите, постојано јас го нагласувам тоа, дека треба да имаат време и треба тоа време да биде квалитетно посветено. Често се случува заради обврските на родителите, без разлика дали домашни обврски или на работа, најдобро е, со модерната технологија, ќе им го дадат или ќе дозволат таблетот да го земе, телефонот, компјутерот, и тогаш сте тие мирни, значи на едно место и така натаму. Меѓутоа, одговорноста на родителите исто така да бидат информирани и да знаат, односно да дозволат какви содржини може да се гледаат или со какви активности да се занимаваат нивните деца, на секоја различна возраст, значи тие се различни, и да имаат информација. Значи, со какви игри, какви емисии, какви филмови гледаат и така натаму, и така натаму. Игрите од порано и сега не се исти, цртаните. Денешните деца гледаат многу понасилни работи кои што ги има на интернет. Не се може би тие криви, тоа е достапно, тоа е она што се гледа еве во светов, и сето тоа резултира со зголемување на бројот, не еве и малтретирање за своите другарчиња, како што рековте дека се повеќе е застапено во училиштата токму и тоа. Да. Меѓутоа, еве пак ќе поврзам со образованието за детските права. Значи, треба да
сите деца да бидат вклучени во такви активности, каде што ќе се поддржува, да речеме, ненасилството, недискриминацијата, не говорот на омраза, нели, не насилството од било кој вид, туку ќе бидат поттикнувани активности каде што ќе има соработка, нели, помагање, вклучување на сите деца, заеднички активности, градење. Инаку достапни се, кажавте вие, многу насилни, да речем, и игри, и филмови и така натаму. Меѓутоа, повторно, јас се навраќам на тоа дека родителите се тие кои ќе одлучат, односно ќе дозволат или нема да дозволат да се гледа или да се игра таа игра и така натаму и така натаму. Децата секако ќе се побунуваат против таквото, да речеме, забранување, меѓутоа умешноста на родителството е тоа да не го направи можда на некој груп начин. Ова ќе биде забрането, ова, затоа што секој се буни кога ќе има забрано. Туку може да им понуди на еден поинаков начин, ајде ова ќе го гледам, ајде ова поинтересно е, ајде ова ќе биде поуспешно, ќе ти користи, па ја ќе добиеш награда некоја или пофалување за некоја работа. Значи, на таков начин може да се формата како ќе се изведи тоа. Некојаш ќе треба и да се речи дека ова не е дозволено, така? Одговорното родителство е исто така поврзано и со водството. Значи, не може родител да речи, ќе му дам на детето што сака да прави, сега не можем јас да се занимавам со него. Не, одговорното родителство, значи и водството на родителите, значи да го насочува, да види до овде може сега, во овој период, вамо може, вамо не сме и така натаму. Значи, тоа е улогата исто на родителите и во воспитувањето, меѓутоа и во креирањето на еден близок, искрен однос, секако со почитување на децата, значи првен почитувањето и најповеќе сакањето. Ако некого го сакаме, значи треба да направиме се за него, за да ги добие сите тие услови. А сакањето не е дозволување да прави се што сака детето, нели? Туку сакањето е да го насочување и поставување на граници. Значи, за таа возраст, ова е дозволено, тоа ќе се помери границата во следниот развоен период и така натаму. Ама Центарот за човекови права преку текот на годината организира многу трибини, многу обуки, предавања токму за децата и за родителите. Колку има интерес од самите граѓани за ваквите обуки и трибини? Има голем интерес. Ние го одбележуваме оној другиот, можда поофицијалниот ден на детето, за заштита на детските права, тоа е 20 ноември, нели, денот кога во Обединетите нации е усвоена Конвенцијата за детските права. Македонија, нели кажавме, има ратификувано таа конвенција и во тој контекст, да речем, во една поголема мрежа меѓународна, Центарот за човекови права АМОС од Битола, во кој е вклучен и активно учествува во сите овие 15, 16, 15 години досега, го одбележува на разни начини. Дали тоа ќе биде недела за детските права или акцент на некое од правата или злоставувањето или прекршувањето на некое права со посебен акцент. Вклучени се, значи, многу училишта, многу деца, не само училишта, туку и здруженија, оние кои членуваат децата, или дали тоа ќе бидат образовни организации, да речем, дали тоа ќе бидат предучилишни установи, дали тоа ќе се играорни или танцови издруженија. И на таков начин, во една голема, се сеќавам сега, јас во почетокот почнавме во една мала просторија, во салата на библиотеката, па беше доволна и како секоја година се одбележуваше тој ден, се повеќе учесници се вклучени во тие активности на одбележување, значи приредби, меѓутоа не само приредби, туку и активности кои ги извршувале децата и учениците заедно со нивните наставници и воспитувачи, за да ги прикажат тие активности, да обрнат внимание, да стават акцент за како да реагираат и не само децата, туку и возрастните.
И сега, еве, во последните години, значи, големата сала на Центарот за култура во Битола е преполна и знам интересот на тој начин. Меѓутоа, повторно јас кажувам дека зборуваме денес за денот на детето, зборувам јас за 20 ноември, меѓународниот ден на детето, исто така. Јас сакам секој ден да биде ден на детето. Не само овие денови се значени затоа што се обрнува внимание поголема на јавноста, за да се подигне свесноста за еве и проблемите, меѓутоа и за начините како да се надминуваат тие, значи да се пријавуваат и да се воспоставуваат некои правила, протоколи и така натаму. Може би и од страна на децата да бидат вклучени, да имаат некои нивни организации, дали тоа ќе бидат во училиштата или во некои надвор од училиштата, каде што тие ќе бидат активни учесници и тие како врснички едукатори ќе им ги пренесуваат оние знаења, искуства, ставови и активности кои ги стекнале во некои обуки кои Центарот за човекови права АМОС или некоја друга, може би и училиште ги реализира, за да тоа се прошири, да не остане само на неколку деца кои се заинтересирани или кои сакат да работаат. Кога зборуваме за ова, еве ние имавме еден проект за врсничка обука за врснички едукатори во училиштата во Битола, кој беше аплициран и поддржан од општината Битола. Меѓутоа, реализацијата ќе биде во после овие летните одмори, каде што, еве на ваков начин, како што кажав јас, значи ќе се работи со децата, за да можат, да не речем ајде сите деца, меѓутоа многу голем број на деца бидат вклучени. Значи да не само да научат за работите за кои ги спомнувавме, значи недискриминација, почитување, против говор на омраза, против насилството и така натаму, туку и да бидат активни учесници. Значи тие да активно да ги откриваат и да ги пријавуваат и да придонесуваат за подобрување. Продуваат ли со плод овие кампањи, овие проекти? Прашањето ми е колку децата ги знаат своите права денеска? Мора да кажеме дека денешните деца знаат многу повеќе од тоа ние или нашите родители некогаш кога биле деца. Барем кога се во прашање нивните права и се борат за тоа. Да, во право сте, значи состојбата за разлика од порано е сега подобрена поинаква. Значи децата ги знаат своите права повеќе отколку порано. Меѓутоа, јас обрнав внимание на тоа дека не е потребно само знаење на детските права, како прописи, како знаења, како, не знам, оние кои се во Конвенцијата на детските права. Многу поважно е нивното практикување од страна на децата. Практикување, активно вклучување, да бидат и промена на нивните ставови. Сме сведоци дека се уште има големи предрасуди постојат кај децата, големи стереотипи за различни области на живењето. Со ваквите начини на обуки, тренинзи, работилници, значи целта е да се надминуваат тие, значи да се формираат нови гледања, нови ставови, нови вредностни системи, нови вредности, за да можат на таков начин да продолжат и понатаму да се однесуваат, меѓутоа и во животот да го промовираат таквиот начин на однесување. Јас уште еднаш ќе кажам дека значи, не се доволни само овие активности или денови за одбележување на децата каде што се обрнува внимание и се значајни, меѓутоа тоа треба да биде во континуитет, секој ден. Дали тоа ќе биде нашите настојувања за применување на препораките од Советот на Европа за поврзани со образованието за човекови права, детски права, образование за демократски граѓанство. Македонија е член на Советот на Европа и треба да ги применува тие препораки, не само како наставен предмет, то би било добро да биде како наставен предмет, меѓутоа свесен сум дека со тоа се оптеретува програмата, имаат многу предмети, многу програми за реализирање во текот на своето образование, во текот на годината децата. Меѓутоа, тоа може да биде направено на секој час, без разлика дали тоа ќе биде
демократско граѓанство, дали тоа ќе биде, не знам, човекови права, на секој предмет може да бидат вклучени тоа. Значи, Центарот за човекови права АМОС има неколку прирачници преведени и публикувани на македонски јазик, на Советот на Европа се сите, каде што упатуваат, укажуваат и кажуваат за добрите практики и искуства, како може ова да се направи. Секако и невладините организации, значи се тие кои треба да ја пополнуваат, да ја дополнуваат ова, да речеме, празнина која се чувствува, барем ние ја чувствуваме, за да можат да се развијат децата во едни среќни, успешни, задоволни, меѓутоа и деца кои ќе ги почитуваат, првен себе ќе се почитуваат, па понатаму и врсниците, па возрастните и така натаму. И ќе се насочуваат на постигнување на успеси, значи не на оние деструктивни начини на однесување, кои ги спомнувавме. Одбележувањето на овој ден е еден проект за вас, еден ден, како што рековте, но АМОС, Центарот за човекови права, еве за крај ќе споменеме и некои од останатите активности кои што ги имате, односно проекти кои што ќе се спроведуваат или веќе се спроведени, но еве вредат да ги споменеме. Да, еве јас би го спомнал исто така во овој контекст, кога зборуваме за образование и воспитување, еден проект заедно со првата детска амбасада во светот Меѓаши. Тој беше долгорочен проект, значи беше меѓународен проект, значи беа офатени повеќе држави од нашиот регион, меѓутоа исто така беа вклучени и организации од Северна Ирска, од уште некои држави со искуство, а тоа е вклучувањето на мировното образование и то уште од предучилишна возраст. Многу интересни, да речеме, добри постигнувања во изминатиот период беа направени, баш во тој период и во таа насока. Значи, мировното образование за мирот, и мировното образование, односно мирот е човеково и детско право, не е нешто надвор од сето ова. Значи, на прилагодени активности за најмалата возраст, преку игри, секако преку активности, преку заедничка работа, работење со кукли и така натаму, за да ги усвојуваат овие работи за мирот, за недискриминацијата, за почитувањето и подобрувањето. Тоа би го спомнал како една многу успешна приказна. Повторно велам, значи, за жал, што не продолжуваат таквите активности, туку завршуваат со завршувањето на проектот, меѓутоа затоа велам јас, значи, треба да се вметнува дали во програмите во градинките или во центрите за ран детски развој или во училиштата, затоа што е многу корисни, на многу еден прифатлив начин децата ги осознаваат тие знаења, меѓутоа ги почнуваат и да ги практикуваат. Да се надеваме, дека се овие работи што ги рековме ќе се подобрат сите. Поголема вклученост од родителите ќе имаме во сите трибини кои што ги споменавте обуките, а децата се повеќе ќе знаат за своите права и дека ќе се намали бројот кој што на почетокот го кажавме како број на деца кои што се малтретирани, дали тоа физички, психички, сексуално. Ви благодарам што денеска бевте со нас и малку повеќе позборувавме за оваа тема, за која што верувам дека има многу што да се каже. Секако. Ви благодарам и вас на поканата.